od moj jagol. Mislim, znači postojam. Живееме во време на еволуција и револуција, кога се менува и минува како однесено од виорот. Живееме во време кога покрај се друго и озборувањето поприма се поголеми размери и се шири кажаното со брзина на светлината. Вистина или не, и не е веќе толку важно. Важно е да се чуе што подалеку, меѓу повеќето, и некого да повреди, да заболи и да го отстрани. Дали е ова човечки? Каде сме? Ова не треба да зачудува во ова време на гола живеачка, зашто озборувањето носи своји корени уште од најстарото време. Предмет на озборување секогаш биле личности со силна харизма и оние кои заради својата социјална положба станувале цел на завист и мразење од оние, анонимните. Озборувањето или народски наречено трачот, своето целосно расцутување го доживува во салоните на француската аристократија, која безделничала и немала некоја посебна работа. Така, по конечното паѓање на династијата Луј, трачарењето се преселило во граѓанските салони и кафеани, а потоа и по кафулињата. Културата на пиење кафе, чај, алкохол ја изродило субкултурата на озборување, зашто велат кофеино делува на човекот тој да зборува многу повеќе отколку што тоа го прави вообичаено, а алкохолот, освен што ги намалува моралните критериуми, со додаток го разврзува и јазикот. Ако се гледа од страна, во суштина, анонимусите се тие што шират и измислуваат. Озборуваат заради потреба од самоважност и желба себе си да се представат како клуч за големите вистини и тајни. Во суштина, светот се состои од многу обезличени индивидуи кои, зборувајќи за важните личности, добиваат илузија дека самите се некои и нешто. Во тоа лежи и тајната на високиот тираж на жолтиот печат, што го има колку ви душа сака. Оние чиј живот е обичен, секојдневен и се име монотоно, што не си ја гледаат својата работа и својот двор, едноставно уживаат во тоа да се плеткаат во туѓото, притоа не сваќајќи дека и тие се обични смртници со секојдневни задоволства и проблеми. Која иронија! Ако им се верува на резултатите на социолошките истражувања, луѓето на сите меридијани најмалку половина ден минуваат во озборување. Иако многумина сметаат дека тоа е повеќе ментална женска карактеристика, сепак е докажано дека мажите со еднаков интерес како и жените се занимаваат со озборувањето, поточно со здравјето на така наречениот свој ближни. За разлика од жените, на кои озборувањето им е синоним за коментирање на физичките перформанси на другите жени, мажите, освен кога се наоѓаат во пубертет и климактериум, никогаш не го коментираат изгледот на другите мажи и не ги решаваат метафизичките дилеми од типот што ли таа пронашла на него, што има тој што немам јас и слично. Едноставно, ним одамна им станало јасно дека мажите се лепат за женската убавина, а жените се мажат за моќ и богатство. Непријателствата и етничко-територијалните судири помеѓу свекрвата, снаата, золвата и јатрвата речиси се легендарни. Ривалството меѓу сестрите е видливо, да речам, уште во градинка. Кога се расте, едната е по шминкањето, другата по спортот и учењето. Разликите со текот на годините се поизразени. Женската несолидарност, која својата кулминација ја доживува во озборувањето, некогаш поприма и монструозни нечувствителни размери. Илустративен пример се жените кои се во состојба да озборуваат и да заклучат дека X личноста е сама виновна што мажот има љубовница, односно дека тоа не и пречи ако не го остава и го толерира тоа.
Иако се малку оние кои ќе ја пропуштат можноста да се придружат на сочното оговарање, честопати се заборава дека озборувањето може силно да го разбранува главниот јунак и воедно да предизвика сериозни проблеми, повлеченост, параноја, па и депресија, се зависно од самата личност. Демантот, како што е познато после се, представува само собирање на перијата од перницата, фрлена некаде од врвот на солитерот. Озборувањата кружат по градот исто како што таксистите кружат барајќи муштерии по градот. А истражувањата и понатаму уверуваат дека од кога постои цивилизацијата, озборувањето секогаш се ширело со брзината на најбрзото превозно средство. Во стариот Рим тоа биле кочиите, во арапските земји коњите, а денеска озборувањето најбрзо се шири преку интернет. На озборувањето секаде се троши помеѓу 1/5 и 1/3 од времето за конверзација. Озборувањето има своја социјална функција и ја одржува интеракцијата на една група и на некој начин нејзините членови. Претераното озборување е штетно и тоа е јасно, но исто така и потполното исклучување може да биде нездраво. Било и обстанува. И тоа е човечки, ке кажете, но без толкави претерувања. Не го прави тоа што не сакаш другите тебе да ти го прават. Нека биде патоказ кој постојано подсетува. Сите сме тука, имаме деца, имаме фамилии, своји проблеми, но како да не се размислува многу за тоа, додека недоброто тропне и на сопствената врата. И тогаш настапува драмата, озборувања, навреди, клевети, каде сме, каде отидовме, што луѓе бевме, што луѓе станавме. Се би било многу подобро кога секој би си го гледал своето, проблемите, убавините. Би го работел тоа за што учел и што вистински го познава. Се враќа и се плаќа на вистинското место и во вистинското време. Убаво звучи, но затоа, почитувани, не постои. Редот на нештата е вон рамнотежата на нашата живеачка. Од мој агол. Мислам, значи постојам.